Имавме заедничка акција во Агино село, исто и таму садевме. Исто со црквите и со џамиите во градов имаме соработка. Со нив имавме една акција, значи и таму садевме. Во централното градско подрачје исто така се сади. Редовно се сервисираат улиците, контейнерите. Јавното предпријатие во прошлиот период, значи дел од дивите депонии што беа направени ги саниравме. Дивата депонија на поток Серавака, игралиштето се расчисти. Дивата депонија спроти ловечкиот дом, дивата депонија што беше направена на кисела вода во местноста Проевце, така да и понатаму продолжуваме да ги сервисираме тие диви депонии, да ги расчистуваме и продолжуваме исто така со озеленување на градот. Ве обвини опозицијата дека дел од садниците кои што ги садите не се прифаќаат и дека не се толкав на број. Конкретно сум дека за оваа. Значи, онолку колку што ќе изнесеме на лице место, значи тој садник и вие го регистрирате, го гледате, значи тој садник се сади. Сега не може да има 100% на зафатеност, но ние настојуваме и го обновуваме. Значи, она што ќе биде исушено, го сменуваме. Така да тоа дека не сме насадиле толков број не е точно. Садникот го имате, сите го гледате и садникот е тука и го вградуваме. Така да она што ќе се исуши, што ќе се скрши, што ќе се уништи механички, ние го заменуваме. И уште едно прашање, дали овие садници се одвеслуваат со целта на општина Куманово за намалување на аерозагадувањето, особено оние што се во урбани средини, не овде? Да, затоа настојуваме повеќе украсни грмушки да ставаме заради собирање на чадот, на издувните гасови, така да соодветно спрема локацијата, спрема местото и садникот се вградува.